прекинува. Така да, како што разбрав веќе и како што разговаравте со колегите, веќе е поднесено во општина Битола, веќе е пријавена блокадата на патот во општина Новаци и до утре или други ден најкасно ќе се понеси иницијативата за референдум во општина Новаци. Ќе ве повикам сите кои што имате контакти во општина Новаци и во општина Битола да агитирате за да овој референдум биде успешен. Пошто ова е единствениот начин, ако ништо поќе да ја подзастаниме власта во своите намери и да издействуваме, ако ништо повеќе еден процес на договарање за каква ова депонија треба да се релоцира, како што предложи Зоран можеби во Криволак или дека е настрана, кои инсистираат на депонија, или да се претвори во тоа што го збораме последниве 5 до 10 години, во центри за рециклажа, кои што конкретно град Битола ќе си рециклира своето ѓубре и таа дупка во рек од ископот нема да се наполни за 5 години, како што тие планираат, туку ќе биде еден бесконечен резервоар кај што ние ќе го рециклираме ѓубрето. Во рокот, дури проценките мои се дека во рокот 100 до 200 години ќе имаме простор, ако сме само нашите 3 или 4 општини таму. Во тој случај, во тие 100 или 200 години, сигурен сум дека ќе најме попаметни решенија што да правиме со тој отпад, така да мислам дека никогаш нема стигнеме во фаза кај што ќе имаме доволно отпад за да сме заситени како регион. Главниот проблем, ќе повторам, не е воздухот, воздухот веќе ни е загаден од рек. Главниот проблем со депонијава се подземните води. Ако тоа ѓубре стигне до подземните води, никој од фабриките за, мислам, ако сметат дека се имуни во Скопје, исто пијат, јадат жито од тука, исто пијат вода од тука. Така да не е никој имун на истото и треба и нив да му значи колку што ни значи нас. Други конкретни чекори што се превземат од тоа што ви кажав претходниот пат, во мојот дел да речеме, еден спот спремаме во теке спотот, дали викендов ќе излези, дали ќе излези до следниот протест. Имаме песна, веќе што ни е одобрена со авторски права за истото и веќе имаме во изработка еден портал за сите информации поврзани со депонијата и која е споредбата помеѓу депонија и центар за рециклаж. Големите партии се уште очекуваме да прифатат состаноци. Горе-долу со сите помали партии се сретнавме, има дополнително некои состаноци викендов. Веќе луѓе од власта од Скопје веќе доаѓаат да се сретнеме. Тоа што сакаме нив да му порачаме и да предложиме, значи не да ставиме во некој ќошка што немаат излез, туку да му кажеме дека излез има. Проектов има доволно пари да се пренамени во рециклажен проект. Тие пари што фалат, можеме и да ги најдеме во следниве години и да имаме убави рециклажни центри наместо да имаме една обична депонија што ќе се наполни за 5 години. Има излез, сакаме разговор, така да слободно ги повикуваме и нив, а и ве повикуваме и вас како ќе дојдат овие сите што се иницијативи и референдуми тука или во Новаци да агитирате. Секој има од вас по најмалце 3 до 5 луѓе, секој има најмалце по 10 до 15 фамилии што може да ги контактира. Секој потпис е важен. Ако победиме на овој референдум, идејата на оваа платформа ќе биде точно да си го решите проблемот, точно. Сите да си го решиме проблемот, ова е заеднички проблем на сите нас. Како што сите, знаете, имаме и доста други проблеми што ни се влечкат во Битола години наназад. Овој информативен портал ќе почне после да се занимава со секој проблем на битолчани и ако треба секој месец ќе им распишуваме по еден референдум кај што ќе примораме ние да одбериме што сакаме во градов да се случува, не тие да ни кажат што ќе прават со буџетот. Благодарам Никола, го повикувам Зоран Лазаревски Паѓото, да земи збор. Браво што дојдовте. Најважното нешто е што никош нема да откажиме. Тоа е една главна одлика на сите луѓе, најпојќе на спортистите, аз цел живот сум спортист. И пред некој време гледав еден клип од Майкл Џордан, кај што го прашват: ти си сега во години, треба да откажеш, зошто идеш на надпревари, зошто се надпреваруваш, може да се повредиш. И Майкл Џордан му одговори: само едно дете да има дојдено за мене во публиката, јас за него ќе играм. Значи, без разлика дали сме овде 150, може да бидеме некој ден и 5 души, 10 души, то не е битно. Ние ќе се продолжиме, затоа што имаме зацртан план, имаме
состаноци редовни на кои ќе одлучваме што ќе правиме понатаму и законски и се. Значи ќе си продолжиме дури не успееме. Предлози се даени, референдум ќе има, ќе се преговара и со власта, и со опозиција, и со сите, да му дојди разум во главата малце дека ова не е политички, дека ова се работи за нашето здравје, за нашиот живот и ќе успееме и ќе продолжиме понатаму. Нема да застанеме. Си имаме зацртано точки и референдум и преговори и се што треба и блокада во Новаци, се по мирен пат. И по не знам кој пат ќе повторам, не е ни против ВМРО, ни против СДС, ни против власт, ни против опозиција, против никој. Значи ова не е против политика. Ова е чисто за нашето здравје, на нашите фамилии, на нашите деца, за нашата битола. Никако не можам и не ми влегува во главата и се чудам, али добро, нека биде така, еве, години толку многу да ја неќат од централната власт битола, до тој степен да ја неќат, што цело време само нешто против битола и на крајо сака да направат проект скроз да ја снема битола. Тоа нема да го дозволиме. Се дури сме тука, се дури сме живи и здрави, нема да го дозволиме. Фала на сите, продолжуваме понатаму, не се предаваме, се појако. Благодариме, потврда дека со упорноста се постигнува се, ќе бидеме и ние упорни. Дали некој од присутните бара збор? Ајде, повели. Благодарам. Благодарам, битолчани. Еве еден по... Многу политичари држат говори по 3 сати и ништо нема да направат. Ова е една песна од 3 стиха, што се вели. Јас прво ќе ви ја прочитам. Или да кажам некој збор друг. Не знам дали знаете дека тука во народов македонски имаме и амбасадор. Горан Тасковски. Бившиот амбасадор во Република Турција, што многу направи за битола и за Македонија. Од ера трета македонска партијата и Јорго Огненовски од Демократи. Каве се другите? Нели ние ги гласавме, ги биравме? Зошто нема од ниједна партија друга тука во сред битола? Зошто? Доаѓаат избори па му требаме? Ние не му требаме. Значи, не му требаме. Значи, кога не му требаме, нема да ги гласаме. Е, сега. Јас ќе ја прочитам песната. Вака вели. Слушнете, битолчани стари и млади, каква иднина се крои гнездо на отпадот да ви прават, живот да ви загадат, чистиот воздух да го гадат, на вашиот грб пари да прават, богатство да стекнат, животот да си го олеснат. Станете со граѓани, силно глас да кренеме, ова зло да го спречиме, зашто после тешко ќе се лечиме. Ниеден лек нема да не лечи, ако ова зло не се спречи. Во историјата ќе не пратат, живот ќе ни скратат. Историјата да суди, на незино ѓубриште ќе ги прати, во заборав да ги преработи. Не ни треба депонија модерна, целиот свет тука да довлечкат, наше здравје да не рушат, сами кај нив депонија да си прават, нас да не заборават и на мир да не остават. Благодарам. Почитувам градоначалнику. И тука почна да се формира културни собири. Не само културни лета и културни зими. Ќе дојди, градоначалникот рече, вети. Дали некој друг бара збор? Ајде, повелете. Јорго, нашиот сограѓанин, Јорго, извинете, презимете.
Добар ден, битолчани, јас сум Јорго Огненовски, роден во Битола, живеа во Битола многу години, пак живеам во Битола 8 години. Секојдневно размислувам како Битола да стане град, а не ја претворивме Битола во септичка јама. Не ние битолчани, тоа го направија политичарите. Сакаат да ја уништат Битола, бидејќи 50 години се труеме со рек Битола. Нема никаква заштита за вработените. Ова го нема во не знам која држава, дали се вика Бангладеш, да не ги навредвам или ништо. Затоа што ние битолчани, заедно со другите општини, сме криви што не излегуваме овде да нема 5, 10, 20, 30 илјади луѓе. Седиме дома и ги слушаме политичките банди кои што велат на своите членови: не излегувајте на протестот, а овај протест е за живот, не за смрт. Ние не сакаме депонија на смртта. Ние бараме депонија да биде наша на битолчани, а не од 18 општини да имаме тука, бидејќи доста ни е рек Битола. Сите знаеме, нема филтери. Коштале 10, 20, 30 милиони евра. Тоа нема пари. Нема пари да ја заштитиме житницата Пелагонија. Отрови, пестициди. Битола предначи со сите други општини, градови, поракови, канцери. Умираме секој ден. А не знаеме самите дека ние сме господари на нашите животи. Битолчани, емотивен сум, затоа што и душата ми плаче и ми се тресе, затоа што гледам. Живеев 30 и нешто години во Америка. Знаете зошто Америка е светска држава? Таму народот се буни, се бори за своите права. Ова е наша Битола и нема никош да дозволиме. Благодарам на организаторите да се изгради депонијата. Ние имаме огромна моќ. Битолчани, граѓаните на Новаци, општина и другите општини, тука го рачунам и Прилеп, затоа што кога загадува рек Битола, загадува не на 20 километри, загадува на 200 километри. Сите пополека умиравме до сега. Но од сега ќе промениме, една за секогаш. Луѓе, борете се за своите права. Јас имам деца, имам внуци. Имам деца кои што живеат во странство, имам деца што живеат во Македонија. Јас ќе се борам не само за мојата фамилија, и се борам веќе 7 години. И затоа ве молам сите, следниот протест да бидеме многу повеќе. Све од моја страна и од нивна страна организаторите ќе направиме да се изрекламира протестот сегде. Секој да дознае дека ќе има протест. И како што кажаа соговорниците, борбата не завршува овде. Ќе биде долга, но ќе победиме. Да живее Македонија, да живее Битола и сите други општини во Македонија, да живеат битолчани и народот на Македонија. Битола вечна и вековита. Никогаш депонија на смртта нема да дозволиме да се изгради. Благодарам. Имајте убав ден. Ви благодариме и ние. Тоа беше Јорго Огненовски. Дали некој друг бара збор?
Дали некој друг бара збор? Тогаш традиционално ќе си прошетаме. Ајде момент. Како не се срамат битолчани толкова мал број да види? Се извинувам, заборев преска да речам, пошто како што каже и Тони сме малце емотивни кои ќе разговараме тука, пошто на сите ни значи. Една работа што ја видовме од самиот настан што се случи во општина Новаци и со многу други информации што во меѓувреме ги добивме од случајни граѓани што исто не се можеби на протестот, но не поддржуваат дел со информации, дел со други работи, дел со подписи и така натаму. Е дека дури во самата власт, самиот врв што е, дали локално, регионално, дури дел од самите консултанти што беа на самиот состанок во Новаци, имаат најблиски членови, дури и самите се болни од рак и од леукемија. Така да треба да сватите со што се бориме. Значи се бориме со некоја партиска послушност или не знам што се случва овде, кај што луѓето си одат против најмилото што дома му се случва, за да донесат некои одлуки на кои што некој ќе заработи некакви пари што по наши проценки најмалку 30 до 40% се над пишани цените за депонијата. Така да пари има и во самиот проект моментален, а пари ако фалат пак можат да се донесат за рециклажните центри. Просто што сакав да ви кажам е дека се расправаме со некој што не може да го не го разбирате, мислам со што луѓе имаме работа. Луѓе што дома детето му умира од истото и тие пак зборат дека ќе направат депонија, дека нема да клад филтри, дека коштале филтрите, а и самите знаеме дека 3 пати багерот беше намерно потопен за да се репарира по 100 милиони евра, 300 милиони евра беа даени за багерот, нема 20 милиони евра 12 години за филтри. 40 години. Тоа е на 45 години од кој е направен рек. Тоа е надвор од мозокот, мислам. Тоа што сакам да ги повикам следно е, можеби ако тоа не им значи, можеби им значи предстојните избори, можеби им значат средствата што планират да ги земат. Излезете, исполнете волјата на народот. Волјата на народот не е регионална, мултирегионална депонија. Волјата на народот е или дислокација целосна на процесот на депонирање, или рециклажни центри кои што за секој ќе го решат проблемот со ѓубрето. Тоа е подобро решение од ова што го имаме моментално, но не е решението што му треба на градот. Фала ви. Ве повикувам на протестен марш. Немојте да, само ќе ве замолам, немојте да свирите уа против кафеџиите. И тие се дел од Битола. Него некако да поминиме, нека не видат дека сме живи, дека постоиме и дека се бориме и за ними. Поздрав, дечки. Секој е добро, приклучете се на нашиот протестен марш. Poštovani mladi, priključete se na protestat Stop za deponija Beograd. Neka vaša ta idnina.
пријатели, приклучете се на протестниот турнир и протестниот мач спорт за Македонија во Битола и во Пелагонија. Почитувани, ние постоиме, ние сме видливи и не повикуваме да бидите дел од отпорот кој што е против изградбата на регионална Македонија во град Битола, односно во општина Новац и во општина Пелагонија. Отвојте вредно од нашите животи за Бидете дел од отпорот спорт за Македонија во Пелагонија. Приклучете се на протестните собини и протестните насели. Има време за све. Одвојте еден час од вашиот живот да наградите иднината.
Станете и ви од дел. Почитувани Витолчани, пред вас што туку поминува протестниот марш, наславен како стоп за дожонија во Пилагонија. Одвојте нам час од нашите животи, станете дел од нас, да работиме заеднички за иднината на народот на нашите блиски. Почитува млад Срету, одвојте еден час од вашите животи и приклучете се на протестните собери, протестните маршеви кои се наставени како стоп за дожонија во Пилагонија. Станете дел од отпорот, борете се за вашата иднина. Стоп за дожонија.
За нас не постои сонце, за нас не постои дожд, за нас не постои срам. Зошто? Затоа што имаме јасна цел. Стоп на изградба на регионална депонија во Пелагонија. Почитувани браќа и сестри, прво да ви се заблагодарам што бевте дел и од вечерашниот 7. протестен собир поред. Второ, не се секирајте толку кој ќе поминиме што не сметат како од Вселената да сме паднати. Некој е паднат од Вселената, ќе покажи времето кој е паднат. Вака сега, рековме дека вторник организираме протестен собир во општина Новаци. Ќе обезбедиме коли, ако има некој од вас слободно возило, е добре дојден и ќе тргнеме од 2 пункта. Ќе одиме организирано во вторник, организирано ќе одиме во Новаци. Било кој од вас кој сака да дојди е добре дојден. Протестот е закажан, пријавено в полиција, ви кажа претходните дискутанти, закажан е од 13:00 до 12:15 часов. До 14:15. Сакавме да ги избегниме, бидејќи ја сработам во РЕК, да ги избегниме гужвите и да го избегниме револтот на рековци, кој што во тој момент ги има некаде 4 до 5.000. Тој е првиот протест што ќе биде од таков карактер. Доколку и понатаму си продолжат по нивното, тогаш ќе мора да одиме на радикализација. Тогаш ќе блокираме и смената што оди во РЕК, ќе го најавиме протестот во 15:00 часов, за да не видат дека постоиме и дека вистина искрено сме загрижени за животот наш првенствено, а потоа на сите останати. Тоа е првото нешто што сакав да го напоменам овдека. Првиот пункт ќе биде паркингот во Новиот пазар. Последниот ред, значи најдалечниот ред што е во Новиот пазар, ќе има возила. Вака се, не во еден. Во тргнувано таму во 12:30 најкасно. Кој дојде, кој не, другиот пат. Затоа што треба во 13:00 да бидеме во Новаци. Толку имаме 30 на минути пат. Тие што немате возила, повелете, ќе дојдете во некој од нашите возила. Тие што имате возила, повелете, дојдете со возила. Тоа е првиот пункт. Вториот пункт ќе биде на 30 метри оддалеченост пред пругата, односно на патот, Новачки пат што е, кај Герзо Торпедо, како се вика, sad не знам точно, кај Црна река, мисла. Таму ќе биде вториот пункт за луѓето кои што се од долниот дел на градот. Нека се збират тие исто така до 12:35, еве до 12:40 да бидат најкасно. Тука има и, гледам, жители од Новачкиот регион, ви благодарам и вас што дојдовте. Значи, не се плашете, ништо, протестот е закажан, известени се и во Новаци, и во Битолското МВР, дека ќе имаме мирен протестен собир. Зошто го одбравме тој термин? Да се запозна и градоначалникот со нас, Стефче Стефановски, на општина Новаци. Друго, ништо, само да ви порачам да бидеме упорни, иако, кој рече, некој од дискутантите рече дека многу малце сме. Не сме многу малце, верувајте, ние сме зачетокот на разумот во градот. Доволно сме, разбудувачи, разбудувајте ги, сите околу вас, дечкиве, може би прв пат не среќават си, велат, шо му е на луѓе во новија стариве, протестираат нешто депонија, тие не ни знаат кутрите шо е депонија,
затоа што не били информирани, немале контакти со депониите. Требаше уште нешто да кажам, заборавив, од премногу информации. Не, беше нешто многу важно. Да, благодарам Милче. На координативното тело по барање ваше усвоена е одлука протестните собири наместо во 18:00 часот да започнат со термин во 20:00 часот. Да ги избегниме жештините и да бидиме присутни кога колку толку ќе начекаме повеќе народ на широк сокак. Дали се усвојува предлогот? Може. Ви благодарам на разбирањето. Да. Значи, наредната среда ќе си продолжиме ние независно од протестниот собир во Новаци. Наредната среда, 20:00 часот, пред плоштад Магнолија. Дали некој сега бара збор? Уште еднаш ви благодарам на разбирањето, на соработката и на вашата упорност. Ајде, повелете. Добро вечер, јас сум Летка Трифуновска. За многу години да не се празниците, живи, здрави, весели да сме сите. Да се собираме со ово поголем број. Значи, крајно сум разочарана ова наша неозбилност. Јас и прошлиот пат напоменав дека од над 1000 и кустуро имам следачи на Фейсбук, одвајвадев 10 души со посебни пораки по месенџери, по Фейсбуци, по Вибери, а денеска не стигнав од оправдани причини то да го направам посебно и од тие 10 дојдоа само 5. А ова беше објавено, кажано, тие беа тука на сите протести. Зошто сега ги нема? Па дури мене би било кога ги организираш протестите? Кој ги организира? Јас не ги организирам протестите. Ова не е за мене. Значи кажано е, речено, сторено. Дека е за сите нас, за нашите деца, за нашите внуци, за нашата иднина. Каде е Битола, каде се политичарите, каде се тие што ги гласавме? Од 20 воздржав ондека да не излезам. На истиот ден некни што децето излезе од мои блиски пријатели од црква. На Великден. Што широксокот личи на кучкарница. Го искаса детето. То дете јас го имам враце држено, галено. Сега вчера болна бев, цел ден лежев. Кога видов сликата само колко е искасано. И како е шијано. Нема ли овдека да му става тетанус, вакцина во прилип ги пуштија луѓето. Неја мајката не може да се опорави. Не знаеме што да направиме. Од стресој што притрпеа. И родителите, и баби, и дедовци, и сите ние што сме подалечните од роднини, пријатели, па камо ли блиските. А каде е што не слушнав вечерва, може би пропуштив, не знам. Дали слушнавте вчера за прашината канцерогена? Облакот, што кажуваја и по Фейсбуци, и по вести секаде. Каква прашина беше тоа? Тоа е секојдневно. Ама тоа беше вчера посебно. Требаше да биде обезбедено, предвреме санирано, а не така да се провлекува, да се шири, да се носи на секаде. 30 години кусурето. Знам дека е 40 години кусур, ама е место да запира, тоа се шири се повеќе. И затоа сме се повеќе болни, сите. И ќе бидеме доправа. Ама свесноста кај луѓето не работи. Жално и срамно. Благодарам. Ви благодариме и ние. Уште нешто би сакал да ви кажам искрено, братски. Кај мене, јас сум човек што важи со многу хобија, со се и се што се занимавам. Меѓутоа, во овој момент, стоп за депонија во Пелагонија е мојот највисок приоритет. Знаете што е највисок приоритет? Се можам да најдам пари, комоција и така натаму, освен живот и здравје. Здравјето ни е едно, животот ни е еден. Ако ние не се бориме за нашите животи, нема кој да се бори. Убедувајте ги некако вашите блиски од дома. Извадете ги од комфортната зона. Нека излезат од троседите. Ќе излезат полека по полека, ќе излезат. Немојте да се разочарувате само во бројката тука што ја гледате. Бројката си е бројка. Ние пуштивме јака вибрација низ универзумот на кој што му рековме и му порачавме. Нема да ви дозволиме да формирате регионална депонија.
Никогаш нема да ви дозволиме она што го Може ќе се излажи. Поќе ќе да иде. тука отприлика мислам дека сите исто размислуваме, затоа седиме и на Тождов. Меѓутоа верувајте, знаете колку е тешко да убедите некој човек во нешто што прво не е запознат. Прво градот наш не е запознат дека ќе се формира било каква депонија во Пелагонија. Не едноставно не знае, не допира до неговиот ум. Тој си има други работи, да си се напие кафе на широк сокак, да си прошета низ паркот, едноставно не го интересира. Се до оној момент додека некој негов близок или лично самиот не се разболи, односно не го жне плодот од неговото сеење. Разумот, еве го тука е разумот на градот. Понатаму се пријавија двајца нови членови за во координативното тело. Ќе дојдат на нашиот нареден состанок од тука. Отворени сме за секаков вид и за секого, отворени сме за секаква соработка. Повелете, затоа што јас имам еден ум, овде га гледам уште 400 ума. Јас размислувам. Еднаш, вие размислувате 400 пати. Ке се најдиме во размислувањата. Повелете, или предлог, давајте предлози на страниците, кај што сме Стоп за депонија на Пелагонија, или на Фејсбук, или лично кај мене. Претпоставам дека тука има доста луѓе кои што комуницираме на Фејсбук и се организираме. Да не должам повеќе, ви благодарам уште еднаш што бевте дел од овој протестен собир. Се гледаме прво во вторник, ќе повторам уште еднаш, 12:30 часот на паркингот кај трговскиот нов центар, новиот пазар, во 12:35 пред Герзо, пред железничката пруга, одиме па Новачани, мислете моја. Да видиме како ќе се покажите како домаќини. Секој добро, се гледаме.